Меѓутоа, еве се менуваат времињата. За огромна среќа, вашата интелектуална авантура вродила со осветлување на едно празно парче од мозаикот наречен Македонија. Одиме со реклами, време од приеска ми даваат сигнал, па ќе се вратиме во студиото. Во студио сме, да, во програма сме, ние во меѓувреме додека трае рекламива колку се работи изнакажавме овде. Жал ми е само ако заборавиме да кажеме за гледачите она што некои од овие убави моменти што ги спомнавме. Може би не е лошо еве за почеток на овој вториот дел да ни обрнете внимание на некои популарни термини, изрази што и до ден денес ги среќаваме во денешниот наш македонски јазик, а ги имало и тогаш. И исто значава. Па најсимпатично е буквата Дзе. Дз. Ние уште на бебињата им викаме Дзе. Као погледни име. Имаме цела фамилија во македонскиот јазик зборови на Дзе. Например, за очи велиме Зрцки во Битолској, на очарите ги викаме зрцала. Погледалото е зрцало. Зрцало исто така, да. Ние велиме звезда, велиме дзевгар, као две очи во овите. Велиме прозирна завеса. Значи све нешто врзано со светлина, со за чудо на каменот од Розета. А пазите, Дз немаат никој на Балканот, ни бугарите, ни србите, ни хрватите, ни словенците, не знам грците дали имат Дз. Едино македонците, од сите славянски народи го имат Дз. И на каменот од Розета Дз е еден од доминантните согласки. Да. И знакот е многу сличен на нашиот знак за Дзе, со тоа што има уште една опашка за да го чини да биде асиметричен знак. И, например, е уште еден многу симпатичен збор, а тоа е зборот везе. Употребен е на каменот од Розета како синоним за пишување. И за цртање на камен. Сликата на фараонот да се наслика, да се нацрта на камен, он е да биде навезен, на камен, да биде буквално, како изговарам, навезено, така сме и го прочитали. Да се напише ова писмо, стои наши да биде навезено. Навезено на камен. Значи терминот везење, кој ден денес нашите мајки и баби везеле, со везење пишувале на знамињата во станиците, пишувале смрт или слобода и што ти ја знам други работи. Значи везењето како пишување и ден денес е останато кај нас. Тие што имаат убав ракопис велат везат, нели? Шубаво пише како е навезено. Јас на син му викам везат. Па например заменки тој, неизе и уште многу други. А да не зборуваме за граматичките правила. Например, зборчето јави. Јави, кога фараонот или царот јави, тоа значи он што јавил, тоа треба да се направи. Тоа е употребено на каменот како синоним за наредил. Нормално, штом ќе јави шефот, мора послушниците да го спроведат. Официјална објава си е официјална објава. Јави, ама и ден денес ние зборчето јави ние во секојдневна употреба. Видите колку длабоки корени има тоа јави. Или во, таму е вв. На 5-6 места има вв, ши, во камен да се напише. И ден денес вв се употребува кај повеќе славјански народ. Ние најдовме изборови кои се употребуваат и кај повеќе славјански народ. Чак и во латинскиот јазик, например, заменката суи. Ја најдовме суи, суа во две форми на запис во многу постар запис од Винча. Значи, вакви симпатични зборови кои ја ги нареков живи зборови. Например, пред одредено време, кога слушав пренос од Трново, каде што беа децата бегалци од Егејска Македонија, чув од попот Царкњас луѓа, зборот луѓа, место луѓе, луѓа.
А тоа ние го имавме најдено на каменот луѓа за луѓе. Исто и една жена која во свое време била девојче мало која бега од децата бегалци и таа го употреби живиот збор луѓа. Во иста форма како што е на каменот употребено за луѓе, односно има само множина, не вели човеци, него вели луѓа и античките македонци множина од човек ја правиле со луѓа. Тоа е многу карактеристичен момент за еден јазик, да се совпаѓат оние специфичностите на јазикот. Значи, велиме човек во еднина, а луѓа во множина. А во таа форма луѓа и ден денес се употребува како жив збор. Ево и тоа ќе каже некој. Имаме зборче љута. Љута. Имаме зборче љубов. За каменот од Прилеп овош. Да. Имаме зборче љубов. Заменките се мој, вој, тој. Да. Мислам дека се разбирливи. Да не... Так. Тој трезор од зборот македонски, нели? Што и богатството од дијалекти всушност што го прави и што ја прави лепезата на ова што го говориме многу поинтересна, пософистицирана. Сега и рускиот е некаков дијалект на македонскиот, нели? По редот на нештата. Значи, сроден, сличен јазик, многу зборови ги разбираме без да ни ги преведуваат. Старорускиот е многу поблизок. Сега вие имавте, значи, едно јавно елаборирање на вашиот труд таму, во Русија, во Санкт Петербург. И пред да поминеме на некои посуштински импликации од целиот овој настан, сакам да ве прашам како реагираат тие кои ќе се препознаја некој руски збор како збор од каменот, од текстот од розетата? Па, каменот го, мислам, она што ние таму го представивме, беше најдена многу добар прием. Тие беа, да речеме, во предност од друга публика, затоа што дел од нив веќе го знае. Повеќе разбираат, тоа Не, го знаеа текстот нашиот. Веќе пред известно време од нивна страна тој беше прочитан преку интернет, преведен на руски, од англиски на руски, само иницијативно. Да, ќе заборававме. Само иницијативно и плюс и поставен на интернет на руски. Поставен на интернет на руски заедно со коментари. Да. Кои што сите зборува во полза дека го сметаат за позитивен елемент, значи не се однесува ниту најмалку негаторски. Понатаму, бидејќи тие во рамките на конгресот имаше 6 сесии, како што напред спомнавме, 92 реферати во 6 сесии. Ние учествувавме во сесијата пред кирилска писменост, таму имаше 20 реферати. На нашиот му дадоа посебно внимание, затоа што, бидејќи конгресот траеше 3 дена, имаше малку време, од кои што 2 дена беа со пленарни заседанија, пленарни седници, значи во сесии работевме еден ден. Програмата беше многу набиена и за секој труд за презентација имаше 15 минути, за дискусија 5 минути. За нашиот труд издвоја половина час за презентација и уште 15 минути за дискусија, од кои што 10 минути председавачот на сесијата ги објаснуваше позитивните страни на нашиот пристап и се согласија со она што ние го нудиме како методологија, дека нуди досега можеби најдобар пристап од она што тие го работат, затоа што и тие работат на дешифрирање на определени текстови напишани со руско старо писмо, така наречени руни. И можеме да кажеме дека она што тие го представија и останатите учесници во таа сесија, ние сме понапред од нив. Так. Можеби затоа што ние имаме предност, бидејќи по самиот избор на тематиката за обработка. Имено, ние разгледуваме еден текст кој што е многу голем, кој што содржи 5000 знаци,
слогови. И тука имаме шанса и да се коригираме, да се вратиме